Добар ден, драги ученици, добродојдовте на уште еден час по латински јазик. Денеска ќе се запознаете со видовите зборови во овој јазик и употребата на падежите. Зборовите во латинскиот јазик се делат на менливи и неменливи. Менливи зборови се имињата и глаголите. Под имиња треба да знаете дека се подразбираат именки, придатки, заменки и броеви. Неменливи зборови, како што гледате, се прилозите, предлозите, сврзниците и извиците. Да се задржиме малку на имињата. Тие се менуваат според род, број и падеж. Значи, претрпуваат промена според род, број и падеж. Три рода, машки, женски и среден, исто како во македонскиот јазик, еднина и множина, односно два броја, и 6 падежи, номинатив, генитив, датив, акузатив, вокатив и аблатив. Малку подоцна ќе видите и како изгледаат тие падежи конкретно. Промената на имињата со еден збор се нарекува деклинација, а вкупно се среќаваат 5 деклинации. Сега да ги разгледаме именките од поблиску. Всушност, именките се тие што се поделени во 5 деклинации или 5 групи, ако сакате. Останатите имиња, придавки, заменки и броеви се среќаваат во првите 3 деклинации. Преку примериве што се овде дадени, верувам дека ви паѓа во очи дека сите овие именки се разликуваат едни од други, односно јасно се гледа дека се поделени во различни групи според своите одлики. Она што е многу важно да го запомните овде е дека именките во речник секогаш се наведени во првите два падежи, односно во номинативот и генитивот. Така се дадени и овде, како што гледате. Еве да го земеме како пример првиот збор од прва деклинација, вита. Таа форма, значи првата наведена форма е во номинатив, а тоа ае што следи е наставката за генитив и намерно е дадена за да може да се разликува деклинацијата. Можеме да направиме споредба меѓу втора и четврта деклинација, на пример, именката популус и именката кверкус. Тие во номинатив и двете изгледаат исто, меѓутоа наставката за генитив покажува дека популус е од втора деклинација, а кверкус од четврта деклинација. Ето зошто мора да се наведи наставката за генитив. Значи, секогаш на тоа посветувајте внимание. Да ги разгледаме сега падежите. Прво, главното што треба да го знаете за падежите е дека во јазиците во кои што се употребуваат, например, еве во латинскиот, се среќаваат и во германскиот исто, со нив се искажуваат односите меѓу луѓето, предметите и се што не обкружува. Во овој јазик сите тие односи се искажуваат со 6 падежи кои ги споменавме и претходно. Првиот падеж, номинативот, представува подмет во реченицата. Во македонскиот јазик нема падежи, но многу добро знаете што значи подмет. Така што, штом кажете номинатив, веднаш би требало да знаете дека се работи за подмет. А подметот обично го бараме со прашањата кој и што. Има пример, десно сосема десно, на латински quintus discit, што значи квинт учи. Во случајов quintus представува подмет во реченицата. Генитивот со него се искажува припадност или дел од некаква целина, чи, на што или од кого од што. Во примерот може да се види десно, catus quinti ferox est, или мачорот на Квинт е немирен. Гледате, именката Квинтус веќе претрпува промена, не завршува на ус, туку на и тоа покажува дека се работи за сосема друг падеж, односно за нешто сосема друго. Во случајов припадност. Чиј е мачорот? На Квинт. Односно, чиј мачор е немирен? На Квинт. Третиот падеж, датив, представува индиректен предмет во реченицата, а се бара со прашањата кому, за лица или на што за предмети. Во примерот десно, скрибо квинто, во нашиот јазик се преведува му пишувам на Квинт, односно на Квинт му пишувам. Сето она што е означено со црвено е соодветен превод на дативот од латинскиот јазик. Гледате колку е латинската реченица пократка од македонската. И тоа е случај со сите јазици кои што имаат падежи. Квинт овде по трет пат претрпува промена. Гледате, завршува на о и нормално со тоа се искажува нешто сосема друго. Акузативот
четвртиот падеж, представува во реченицата директен предмет, а обично се бара со прашањата кого или што, кого за лица, што за предмети. Во примерот амо квинтум, во превод го сакам квинт или квинт го сакам, гледате квинт повторно претрпува промена, односно има сосема друга наставка од претходните, а и она што се кажува во ситуацијава е поразлично од сите претходни ситуации. Вокативот, односно петиот падеж, се извинувам, служи за обраќање. Тој не се бара со никакви прашања во реченицата, бидејќи е јасно кога има збор во вокатив. Например, салве квинте, кој примерот сосема десно гледајте, што во превод значи здраво квинт. Значи квинт повторно добива друга наставка затоа што имаме сосема поразлична ситуација од претходните. Овде имаме обраќање, односно му се обраќаме на квинт. И последниот падеж, аблатив, служи за друштво, односно за средство, место или време. Во реченицата се бара со прашањата со кого се врши дејството, тоа е за друштво, со што се врши дејството, тоа е за средство, каде се врши дејството, место и кога се врши дејството, односно време. Во примерот што е даден десно е употребен само аблатив за друштво, cum quinto ambulo, односно шетам со квинт. Во случајов квинт представува друштво и затоа зборот, односно именката квинт ја има оваа наставка. Наставка карактеристична за аблатив, бидејќи зборот од втората деклинација, односно од втората група, овде се употребени наставките од таа деклинација. Што се однесува до глаголите, кај нив се разликуваат лице, односно три лица, број, еднина и множина, исто како во македонскиот јазик, состојба, активна и пасивна, начини, три начини, индикатив, конјунктив и императив, и 6 времиња, презент, имперфект, перфект, плусквамперфект, футур први и футур втори. Со сите овие детали ќе имате можност да се запознаете во текот на целата учебна година. Промената на глаголите, за разлика од промената на имињата, се нарекува конјугација, а вкупно има 4 конјугации. Значи, дали ќе кажете конјугација или група е исто, но битно е дека се однесува на промената на глаголите. Еве, за крајот и пример за сите 4 конјугации. Гледате, сите 4 се означени со броеви од страна, че бројот покажува глаголот на која конјугација, односно на која група и припаѓа. Инаку глаголите во речник секогаш се означени освен со бројот на конјугацијата и во други два основни облици, значи вкупно се 3 облици, но тоа ќе го видите понатаму. Тоа би било се за денес, драги ученици. Имајте убав ден. Поздрав!